каква е модата во Македонија. Луѓе за мода требаат пари. Као сериозни треба. пари. Колку чини човечката душа, еве сите вас ќе ве прашам. Или животот с крај да ќе те прекине тебе. Добро вечер, уствари, Ивана Кнес, одамна не сме се виделе. Па јас и ти 2 години, не повеќе, Да, ти второ дете бе си имал по пат бе човече. Се заборавивме да ти кажам, а порано се дружевме, Да, беше. да, и срам да ни е стварно. Дури соработувавме, Така е, ми текнува. И срам да ни е стварно што се разделивме, треба да се пак дружиме повеќе. повеќе. Жени, деца, дечковци. Што ти прави животот? Да, бога ми стварно, натаму како си, што има ново кај тебе, што има многу ново, знам, и дури и од новото уште поново има. Абе, знаеш дека брендот ми се вика драма, така мислам као прв пат на сценава пред 17 години настапив со драма и пат не знам како ти кажам, сите вака што ме знаат блиски мои, Ивано по соодветно име за твој бренд не можеше да си најдеш, као тоа е тоа, ходајуча драма, толку. Реално. И гледај, само сега у задње време многу ти го префорсираат тоа драма и не е тоа што беше. Не, на времето, на времето беше малку со поинаква тежина, сега веќе е некако многу лито, површно, а не е така. Значи, баш сега во февруари ќе го има сајмот за венчаници каде што ќе бидам дел од истиот и со организаторот Ефтим на Бацка. Разговаравме така. И од мене. Разговаравме за тоа како што нели да се представам и вика како ќе одиш, како под кој бренд и ја викам па Ивана Кнез и он ме гледа ми се врати молим те врати ја драма, молим те. Викам чим вака, викам окей готово ја враќам. А добра Лавкец? Лавкеци се тука присутни, си функционираат, одлично си функционираат, си шират љубов, си шират позитивна енергија, си имаме една феноменална клапа на клиенти кои што имаме неверојатна комуникација, бар тој дел у животот, да чекајте се мрдна во место. Ставилен како што треба и искрено баш онака сум среќна што допрев до многу женски срца со тој бренд. И тоа постари господи. И постари господи, и помлади девојчиња, значи имаме и матурантки, имаме и пензионерки и сега тоа знаеш онака како вака едно срце од мене за сите вас. Значи знаат да препознаат луѓе што е добро и знаеш како во денешно време многу има добро според мене. Знаеш има многу лошо, има и многу добро. Има многу лошо само. Има и многу лошо, има и многу добро. Некако денеска живееме во период на многу, оној капиталистички конзумеризам, многу, се е многу, да. И имаш као неверојатен избор на работите и сега твојата едното нешто, твојот печат по кој што се разликуваш од сите, начинот на кој што ќе го презентираш тоа твоето. Јас и луѓе во кои што работат со мене, тоа е со многу љубов. И знаеш што, секој парче им го работам по мерка, секоја жена е различна, многу го почитувам тоа, се посветувам. Значи, знаете колку е комплицирано кога се работи по мерка, знаеш, секоја од нас има, значи нема сантиметри кои што се сопаѓаат кај две жени. Да. И се е многу важно и мислам дека жените го препознаваат тоа, препознаваат кога некој се труди околу нив. Еве ти еден мал совет од мене како жена. Нема жена што не паѓа на маж кој што се труди околу неа. Значи треба да се потрудиш околу жената и тоа е тоа, ти ја добиваш. Трудиме, ама и треба и жениве некад да не разберат, мислам не може све по нивно да биде, знаеш. Ама нека ти преувеличувате работи, свеѓаш и као све сакате по ваше да биде. Многу хормони бе бомбакис, па не можеме да се справиме со сето денес, многу е. Ако ти признае некоја жена дека не е управо, да знаеш дека тоа не е жена, него е маж, свеѓаш као. Нешто не е во ред. Да, нешто не е во ред тоа. Иначе мајка ми има земено од тебе за свадбата, знаеш, дали ти текнува тоа, тој момент, да, и беше презадоволна и одлично испадна и супер. И насмејана беше, мене ми е тоа важно. И насмејана, да. Знаеш како имаме некоја политика на брендот како работиме со парчињата, што е за рефундација, што не е. Верувајте ми, подобро ми е да ви ги вратам парите отколку да ме колнете до крај на животот. Значи, целава идеја ми е да јас вас ве видам насмејани. Мислам, тоа ми е некако најважно. Кога ќе те видам, знаеш колку жени, пошто има жени кои што нели се нормални, сега ќе ме утепате, ама не сакаат да бидат објавени. Значи има жени кои што не сакаат да се експонираат во јавност. Меѓутоа истите тие жени нам ни праќаат фотографии во инбокс. Знаете какви насмевки се тие? Знаете колку во спијам навечер од тие насмевки, мислам,
Моја работа е таква да јас сум еден на еден со сите, иако сме онлайн, нели, сепак е комуникација, и не е директна со мене, си имаме фросина, меѓутоа пак тоа завршува кај мене. И тоа е толку магично, и тоа е толку волшебно, и има некои моменти, например, ќе се случи некој сукоп, некој спор, па Фросина ќе ми се јави, те молам превзе ми види што е работала. Ќе се вклучам, па тука навлегуваме во комуникација, па почнува некој нешка. Ама мене вака ми беше, зелено ми. Ама мене вака ни беше, ама мене маш ми денеска ми изнервира, да речеме, па извини ти си историја, мислам такви некои моменти, и многу е супер. Таа интима ми прави некако да се подобро и подобро работам и да се повеќе и повеќе се развивам за да ги задоволам моите клиенти. А знам дека со Бојана исто работиш. Работевме, се разделивме, бидејќи немаме, мислам не е ништо лошо, нема страшно, нема трач, него едноставно поинакви гледишта имаме во поинаков правец фативме двете и тоа е тоа, нема ништо филозофија, ништо лично, се сакаме уште све е окей. А од овие, например, познативе фаци знаат никој да ти се јави као да и напреми ова за оваа пригода за ова за. Веќе не затоа што не давам гага. Да, порано беше, ама сега веќе не, бидејќи не може да идат на варијанта и знаеш така ќе те рекламирам. Сега може јас вас да ве рекламирам ако сакате. Мислам, ама знаеш како, мислам, знаат луѓе кои што ме следат и кои што многу долги години работат со мене. Јас имам многу дадено парчиња гратис. 90% од тие парчиња биле заради моје срце и моја желба. Многу повеќе од љубов отколку од реклама. Рекламата ја прават клиентите. Во Македонија не постои оној момент на селебрити кој што ќе те продаде. Нема тоа, значи со сите имам работено. Во моментов најмногу продавам кога јас ќе го облечам парчето. Нема оној момент на као да не знам, сега лупам Ријана те облекла, па ти сега имаш преку ноќ или Бионсе, нема такво нешто, но го имаш моментот на клиенти. Ние жените во Македонија си знаеме да си раскажеме, да си кажеме, да си покажеме. И знаеш го купив кај неа, па чекај да видиш, па ваква е, па таква е. Ма тоа е од човек на човек, да. Најдобар маркетинг на свет. И во принцип, затоа и секогаш, пошто 17 години првото интервју кога ме прашаа која ми е инспирација, секојдневната жена, жената што ја среќавам на улица, жената што доаѓа да пазари кај мене, бидејќи верувајте, еве 17 години сум во ова. Секоја жена е магија, на свој начин, посебна, значи истото важи и за вас, ајде да не бидам феминист, нели? Да не бидам само жени. Значи секој човек е посебен. И секој од нас има посебна енергија, посебна љубов, посебен начин на функционирање и многу е убаво. Мислам дека многу го заборавивме тоа со социјалните медиуми, еве како што велиш се оттуѓуваме. Да, а многу е убаво кога ќе почнеш кога ќе се зближиш и кога се ми недостасува, не знам дали си ги гледал оние скокам од тема на тема, ама ќе ми испратите зошто. Не знам дали си ги гледал оние документарци на Blue Zone, сини зони. Не. Тоа се зони на светот каде што луѓето имаат најмногу живеат, значи најголема долговечност и да речеме дека таму некоја старосна граница од 100 години е нормално. И се вика кои се као фин, зашто луѓето само на тие 4 места дека беа се толку долговечни, како ваму умираме на 5-60 скрадани. И вика една од главните причини, затоа што луѓето се социјални суштества. И сите тие луѓе на таквите места имаат заедници, комуни, каде што играат карти, каде што играат, значи се забавуваат, се социјализираат. Уживо, не. Така. И нема тука, не си пишуваме SMS, не се слушаме на телефон. Така, него сме тука, присутни еден за друг. И мислам дека тоа е тоа што го чини животот најубав, всушност, и највреден. И најсреќни се така луѓето, мислам. Ама има влијание и сонцето и тие такви моменти исто природата, да, затоа што тука на пример ја не сум видел во задње време некој насмеан вака да шета по градот, сешко. Многу е тмурно, многу сме намќори сите ние. Нема, тажни сме, не е намќори, тага е. Знаеш, како колективна тага нема облијана. Да. И таа колективна тага сега како ние сакаме да ја препишеме на политичарите, а од друга страна па политичарите ги гласаме ние. И сега, знаеш, како цело време се вртиме во круг. Две партии ги бираме 40 години назад, од кога знам за себе се две партии. 10 години накрадат едните, па 10 години накрадат другите, па после си ги префрлаат топките. Ти си крив, не ти си крив. И народов од што нема избор, више само почнам мислам дека да вене. Да тоне. И реално ние немаме финансии. Знаеш колку пати ќе ме прашаат, деме каква е модата во Македонија? Луѓе за мода требаат пари. Као сериозни пари. Не зборуваме за стил, значи тоа ќе го тргнеме на страна. Зборуваме за мода.
Значи не можеш ти да ми кажеш дека една чанта од 5000 евра, ова неколку пати го имам кажано, може да си го дозволи просечна македонка, а не дека не ја сака. Значи и тоа е исто многу важно. Нема жена на светот што не сака такви убави гаджети, Ако не сите сакам. Да, и сега некако многу небутна, ама во наши раце да излеземе и да се извлечеме од цивилово. Нема како поинаку. Мислам дека политика влезе во сите сфери, Да, сејаш и за апсолутно. тоа сме као умрени. Да. Као, живи мртовци сме, сејаш. Ти пази, за да направиш проект чекаш пари од Министерство за култура. За да направиш нешто во спорт чекаш пари од Министерство за спорт. Значи што и да ти текне тебе да направиш, ти чекаш пари од некое министерство. Цел живот нешто чекам. И цел живот од некој нешто чекаме да дое петок, чекаме да дое понеделник, чекаме да дое следен месец. Да. Све ние нешто чекаме. Абе како беше од понеделник сум на диета? Да, Така, цело и од време, или од понеделник вежбам, да. Тоа е тоа. Или ќе пиеме кафе. Нели кога ќе се видиш? Ќе пиеме кафе, ќе се договориме. Ќе се договориме. Ќе се јавам, ќе се И договориме. никогаш никој ништо не превзема, ама таа апатија и таа летаргија е само во наши раце. И дефинитивно само во наши раце. Се што ни се случува сме одговорни само ние. Ама и да, и тоа викам дека не може све за све у животот да ти е крива тебе држава. Не може, ние сме дома држава. што си се скарал ти со жена ти, цулеш по државата или власта или небитно, сееш, мислам, Имав пред некој ден едно искуство, извини што ќе те прекинам за да не го заборавам, пошто многу има тука за зборување, нели? А нели во моментов сме преокупирани со загаденоста на Скопје конкретно, ајде, така. Што воздух, што отпад опиплив, така. Ѓубре. Возам по пат, ајде нема да кажам ни кој ни како, отвара прозор, фрла лименка прво, после фрла хартија од смоки од нешто што и да. И се викам, сега да земам да ги земам, да земам да те стигнам, да земам да ти ги начукам у уста, мислам. Ние сме ѓубрето, не знам како да кажам, не може да има ѓубре ако некој не го фрли тоа ѓубре, мислам. Знаеш како оној технички отпад од преселби, од станови, од куќи што се рушат, кај оди тој отпад? Кабаст отпад. Знаеш како сите гледаме како некако да го шмугнеме негде, да го нема да го видат, нека помине. Има еден картон така, светот ќе се промени кога ќе се промениш ти, значи. Промената започнува од тебе. тебе. Тргнаме сите од самите себе си, па промената започнува од тебе. И сега се жалиме за некои работи, а тие работи за кои што се жалиме, ние ги правиме. Да, па тоа ми е фасцинантно, Која е иронијата за наша мала земја со тоа? Тоа е фасцинантно и не знам стварно, не можам да ги разберам више луѓе, и затоа сакам, знаеш, и викам у задње време на жена ми, дај да се преселиме на планина и да немам допир со луѓе. Јас сум се повеќе обкружена со животни, затоа што повеќе ги разбирам нив од луѓето. Да, ти си го најде мирот. Си го најдов мирот, да. Значи, ја едноставно не дека нешто имам против, баш напротив, јас многу сакам луѓе, да не сакам луѓе, немаше да го работам ова што го работам. И уште верувам на луѓето, уште верувам дека ќе има некој подобро утре, не знам како да го кажам тоа. Ја уште верувам дека има. Посрекно, не подобро. Не ни е нас лошо. И дека постојат добри луѓе. Да, апсолутно. И убави луѓе, не само од надвор, него од натре. Хумани, меки, топли, убави, приемчиви луѓе. Постојат уште така. Имаат бе како не. Значи, тоа мислам дека не недостасува. Знаеш, таа нишка на хуманост, таа нишка на емпатија која што ја изгубивме со социјалниве медиуми. Ти ја гледав Снежка кај тебе у ова емисијава и убаво кажа како од што се луѓе слободни им е досадно, од што не се зафатени се бават со туѓи животи. Точно. И се знаеш ти кога ќе си дадеш некаква задача денеска глава не знам кај ми е. И ти нешто нели ме праша не знам каде X што направила, ја те гледам код теле. Едноставно не дека можеби не ме интересира, него глава не знам кај ми е одобрски. Да. Немам време за да размислувам. Немам време за да размислувам за колку кошта нешто или која со кого или ми е гајле, мислам. А на крајот на денот кога ќе дојдам после таков ден дома, единствено нешто што сакам да се исклучам и да не се замарам со глупости кои што ми ја земаат енергијата. Па реално и и нели семејството, еве ти бар со две дечиња да тука да си со нив. А нема боле нешто од тоа, како така. Дома си исклучуваш све, мозокот на пасење, тоа што треба да го сработиш, ќе го сработиш од текот на денот и толку. Нема да земам да пишувам коментари ти кој си, што си, зашто си, како си. Имаше една ситуација која беа не оваа година лани пожарите и јас си снимам видео, си презентирам гардероба нели кај мене и ја гледам мајка ми почиња да менја 7 бои нешто тоа, што ти е бе? Значи види го,
ајде да не користам терминологија, види го те молам, вика, околу 45-50 годишен у одело сликано оваквото, вика, те вреѓа, те навредува, вика, ти коментари ти пишува од типот на... Предпоставам на Фејсбукот. На Фејсбук, ама на пејџот, не на мој личен, него на странава. Кај што јас всушност зборувам за фустан, као ти го презентирам фустанов. И он од испод си пишала и мајка ми спојка тука срце мое, пошто кој што дал Господ му пишала доздоа. Ти идеш да гасиш пожари волонтерски, наместо да сидиш каде војчиња и да коментираш. Реално. И сега Ама ја викам дека за да отвориш Facebook више треба и лекарско. Значи со лекарско да земеш и као приложуваш дека све е уред со тебе за да можеш да отвориш профил, не само Инстаграм, све. И TikTok отиде у друг правец, тоа ми е мене. Него сматрам више со. Тоа ја имав некој профил таму, тоа све сум испоискала, гасила, тоа ми е мене друга една димензија на постоење. Тоа е страшно, да. Мислам... А што ќе кажеш за оние, ја имам проблем со постари господи од 60-70 години, пошто они со влучења на профилно ми коментираат ти си ваков, ти си кретен, ти си ова, ти си она, свеш, ама со најгрди не бањата си мизерна, си мали ти се рамениците, и шишај се, избањај се, значи ти се викам, чекај бе, ај се окей, ама како бе не бања да ме мириснали, мислам, како разбираш, кај биде? Може да... Да, не знам што да ти кажам, тоа е нереализиран живот. Знаеш, кога нема да си го реализираш животот, дремеш на социјални медии, тоа се тие не е госпожа, она е со промашен живот, веруј ми. Значи, она на 60 години, ако нема што да прави, освен на тебе и на мене да ни коментира, че верувај ми дека си го промашила животот комплет. Мора да стави оној Марк Цукерберг, како ја се викаше на Facebook, некои ограничења дека до толку и толку години не можеш ти да... Ама не може, како ќе ни ги зима парите, бе, душа, бе, не може. Мора да прави пари некој од нас, значи, од сите нас. Тоа е, нема, знаеш, пак ќе... Многу е важно да си сам со себе среќен. Кога си сам со себе среќен, тебе ти е гајле што прават другите. И кој што збори. И кој што збори и како се, не знам, што се зуе околу тебе, нели старите велат позади добар конј прашина се крева. Во овој момент позади сите прашина се крева, бидејќи социјалните медиуми го направија тоа, што би Ворхол рекол, сите си ги добија своите 15 минути на слава. И сега треба да се износиме со ова. Популарни да бидат и сите сакаат менаџери, директори, популарни, брзи пари, лихви, заложби, коцки, значи се тоа нешто влезано у некој криминоген, површен филм кој што да, каде што едноставно вредности од типот на чекај занаетот умира како опција воопшто. Значи занет, еве сега реновиравме дома, мајстор е мисловна именка. Значи нема струја, вода, мисловна именка. И се ти, а од друга страна имаш стапка на невработеност, не знам колку икс нента одржава. Ама сите сакаат брз кеш, брзи пари сега, и тоа и гледаат нешто дупки да најдат за некако да го направат тој брз кеш. Абе дете на моја пријателка 10 годишно, викам што ќе бидеш кога ќе пораснеш? Инфлуенсер. Не, ова е бетер, ми вика мислам дека со лихва ќе се бавам, викам ти знаеш што е лихва, знаеш колку викам ти. А вика, а зашто со камати ќе се расправа? Значи он го примил како информација од YouTube од негде од нешто и он више на 10 години и не можеш ти како мислам тоа луѓе не е шала, не знам како. Колку мислиш дека западњаци ни влијаат тука на нашиве овако и вредности и све и као не убија, американци не убија. Дали ни го изместија мајндсетот? Не убија, знаеш се ајде еве ти она краток шорт кај што ќе ме распнат. Гледам почнал Мицковски нешто, не знам дали кампања, дали е некој став негов, не го пофатив се, она видов, не довидов, можеби нелегитимно е, требаше да истражам пред да го искоментирам, ама ми излезе некој наслов. Бара Мицковски зголемување на наталитет, да се побавиме со тоа да жените повеќе раѓаат, да имаме повеќе деца, нели? И се тука јас ги читам коментарите од испод. Имаш феминистки, имаш ете тие дамите од 60 години што не знаат што со себе и така натаму. Значи тоа што Мицковски го бара од државата своја под знак навода не е воопшто погрешно нешто. Значи тој бара зголемување на семејства. Тоа што е веројатно погрешно е што никој не му овозможува услови на овој народ. Тоа е као моментот на погрешно. Но сега пак ќе земам и нешто друго, пак ќе кажам кој како сака нека ме свати. Моите родители кога се запознали, кога се земале, немале вода во очите, не па пари. Се земале од љубов, направиле семејство со ништо. Значи со ништо, ако ви кажам со ништо, јас се сеќавам дека имало моменти каде што, мислам, ова е многу интимен момент, ама ќе се препознае бар моја генерација, ние не живеевме во вакво
ајде да речам по знак навода изобилие, бидејќи многу бевме посиромашни кога јас бев мала. Оваа држава беше многу посиромашна како држава велам. Значи имало моменти кога што се јаде лепи маргарин. Меѓутоа, имало моменти кога што тој лепи маргарин ќе го намачкаш со вегета, го памтам, ќе се спакуваш у тој еден бедничок 101 бел и ќе отидеш на матка и ќе ми испогушкаат, пошто ја бев како дете многу големо гушкало, уште сум заболела вистината, и ќе ми испогушкаат, ќе се истрчам, ќе викнат други пријатели, исто и тие ќе дојдат со маргарин и вегета и ќе направиме една феноменална дружба тука на матка и ти не го перцепираш ни маргаринот ни ништо, едноставно ништо не ти недостасува. Понатаму се развија, понатаму најдоа начин како да се, нели, обезбедат и да го обезбедат семејството. Меѓутоа стартот нивен никогаш не бил понесен од финансии. Да, бе, да. Ама сега, знаеш како дојдам, чекај да завршам ова, факултет. Ама еве сум ти. Еве сум ти нус продукт, еве сум ти нус производ на чекај ова да го завршам, чекај ова да го завршам. 40 години имам не се омажив од тоа чекање да завршам нешто. Реално. И ајде чекај да направам пари да не влагам у брак без пари, ајде чекај ова да се реализирам да не влагам вака, и имаме 40 години без деца. Мислам, тоа е моментот на неш како имаше еден коментар по некој од овие хайп мајп што коментира. Имаше еден дечко искоментирал, ми го пратија, демек оваа пред да кажува како треба, нека се погледне сама себе. Дечко, јас имам легитимно право, не дечко, сите ви, имам легитимно право да ви кажам како треба, затоа што направив се како не треба. И се знаеш кога од лично искуство ќе ти кажам, прочетка ми за мене често знае да каже, слушај, оваа од незино искуство зборува. Значи јас можам да ти кажам да оставиш цигари затоа што јас бев пушач. Ја можам да ти кажам да оставиш алкохол затоа што ја бев алкохоличар, јас користев алкохол, конзумирав алкохол. Можам да ти кажам дека треба да се омажеш и да родиш дете затоа што не го направив тоа. Значи буквално ти го најдобро намерен совет не види како ја на моментот. Да, не ти солам памет, него ти кажувам што ќе те боли со тек на време. Од искуство. Од искуство. Знам дека алкохолот ќе ти донесе нездрав организам, знам дека цигарите ќе ти донесат нездрав организам. Значи не ти го зборам ова зашто нели паметников. Да. Него едноставно, ако за да го направиме светот подобро место за живење, како што рече, мора прво сами себе да се промениме. Мора прво на себе да делуваме. Не можам ја да му кажам на некој друг што да прави, ако јас сум катастрофа. Не можеш. Не можам ја да ти речам не пуши која јас сум швајц со 10 паклици на ден, разбирам се. Тоа треба сам да си го Мораш да и знаеш како се, па демек ти пиеше на времето, па пие луѓе во еден момент прекинав. Да. Кога мора да дојде еден момент во животот кај што ќе издегустираш се и ќе ти биде мора да прекинеш во еден момент или животот с крајот ќе те прекине тебе. Реално. Мислам пошто кај мене сите тригери за прекинување, за жал пак ќе кажам, еве учета на мене беа од здравствени причини. Не дека нешто ја многу сакав. Пошто нели супер е вечерва да излезеш да мамнеш 4-5 пијачки со друштво, така? Ама кога телото ќе ти каже, чекај бе срце, каде? Да. Тука веќе, ама затоа не биди Иван. Води здрав живот. Кажи ми, дали ти е сега од оваа гледна точка криво дека немаш деца и дека сакаш така фамилија и све? Дали сакаш, дали уште Сакам, уште можам. Уште можеш, реално има на 50 нешто што да, физички, фала Богу, сакам. Не сум од оние поборници на инвитра и слично, од проста причина што не сакам да ги силувам работите, ама тоа е мој личен став. Не осудувам никој што го прави тоа, нели? Него мој личен став е ако треба да биде, нека биде. И кога треба да биде? Кога треба да биде, нека биде. Штом не било до сега така требало да биде. И на крајот на денот моите избори довеле до ова. Не се кам за моите избори, секогаш може поинаку, секогаш може подобро, но едноставно, нешто како грешките го ја прават убавината на карактерот на човекот. Од грешките се формира човек, да. И те градат. Ако е се лесно, ти ќе бидеш едно големо ништо. Реално. И малку и тоа, знаеш, кај луѓе спомнавме тажни се. Знаеш, по ова ми се случи, па да, искористи го тоа што ти се случи. И почни од ново. И почни на поинаков начин. Пак, да. И 200 пати почни, 200 првиот ќе упали. Тачно, и да паднеш 1000 пати, пак мора да станеш. Не можеш да Немој се да откажеш. остануваш долу. Да, мораш да станеш, мораш да се бориш. Ако кренеш раци, ништо не правиш, ништо не правиш тога, ништо не. Само ќе потонеш уште толку и тоа е тоа. И ќе шеташ тажани со наведната глава. Да, реално. А кога сме сега кај феминистките ги спомнавме неколку пати, пошто ти цело време ги форсираш жени. Дали си феминисти? Кажи ми нешто околу тоа, пошто
гледам све што се случува и мислам дека и тоа е од запад донесено. И дека ептен тука као, знаеш, ни го бутаат као чекајмо се, нешто ново, нешто западњачко што. Мислам дека феминизмот отиде во погрешен правец комплетно и дека не беше идејата да ние носиме, знаеш, као рамноправност, ако сме рамноправни, еднаш имам искарано во едно друштво на тема као треба да сме рамноправни, викам слушај, мене не ми се носат колички со песок. Тоа е машка работа. Значи мене ми е многу по едноставно и полесно да исперам алишта, да пуштам 2 машини, он нека ги носи количките со песок. Да. Знаеш, ајде ги поделиме малку работите, бидејќи да, право на глас имаме двајцата и тоа би сакала така да биде. Дека се уште потиштени жените, ама на светско ниво, не е ова кај нас, на светско ниво се уште е така, се уште најважните позиции во светот ги држат мажи, во однос на проценти. Дали треба да биде поинаку или не треба да биде поинаку, апсолутно не ме интересира и не е моje да кажам, но тоа што, например, лично ме тригира е таа некоја човечка среќа. Не машка, не женска, човечка среќа. Од толку многу почнавме да форсираме неутрален пол, феминизам. Прво, вас, мажите, ве кастриравме со тоа. Да, виртуелно, нели? Ве бутаме до не доле, него до поддоле. Значи, наместо да ви даваме на значај, сум била сведок и во реалниот и во виртуелниот свет, каде што апсолутно се деградира машката појава. Знаеш, оној момент како да не постои. Како да. И као, знаеш, оној моментот, жената раѓа, добро бе срце, ама мажот мора да го направи. Као се е во ред, ама нешко, некако премногу, ете тоа премногу, пак на тоа премногу. Премногу даваме значај на нешто, и после автоматски тоа другото нешто губи. И сега наместо да се обидеме да најдеме баланс на мене и тебе, НЗС на машко-женско, нели, наместо да видиме чекај малце, моментот на пошто феминизмов така го преведоа, као за жал, нели, има се уште има феминистки кои што се борат за, нели. Меѓутоа и на карта на тој феминизам сега веќе жениве се повеќе сакаат да бидат домакинки. Ниедна не сака школа да учи, јас ги гледам новиве генерации девојчиња не сакаат школа да учат. Не сакаат да имаат кариери, не сакаат да имаат знаење. Да. Сега не зборуваме нели за на површна кариера, да ме сватите баш точно, него нема глади жет за живот, луѓе. Нешто на као, добро, ќе се омажам ја за некој што има пари, ќе му родам 2 деца, ќе лакирам ногти до крај на живот. И што си ти тука во ситуацијава? Фикус? Тоа мислам дека и од дома започнува тоа као ќе се омажам за некој со пари се. Зашо ти да не правиш, да не створиш нешто? Зашо така заедно, бе, човек, заедно. Ајде заедно, еве не мора ја и ти, ајде заедно. Ама тоа е дојдено од нашите, од родителите нашите, од тие генерации тоа. Да, идеална варијанта као немој сине како мене да се мучиш. Да. Омужи се за пари и да ти биде полесно. Не битно тука дали има љубов или не. Далеко е од полесно. Многу е потешко, чак што више. Пошто други се постулатите позади таа приказна. Ако си у погрешен брак, ти нема ни среќа да бидеш ни ништо. Џабе ти е се. Ако тебе не ти игра стомачето кој е он поред тебе, џабе ти е се. Мислам, колку сака пари нека има. И сега, знаеш, као, сум влегла во многу дискусии на таа тема, што е исправно, што не е. Никад нема да знаеме што е исправно. Никад нема да знаеме, затоа што секој од нас си има свое. Да, и така треба да биде. И тоа е убавината на светот. Секој од нас треба да си има индивидуа и свој став. Ама некако многу ми е жал што работите отидоа во правец на конзумеризам, на пари, на материјално. Да, многу е све материјално. А изгуби душата. Знаеш, кај ќе ни оди душата, бе, луѓе, знаеш, шутираат животни по улица, ги малтретираат, што ти тебе сгрешило едно кутре што стицаем околности се нашло таму и само постои. Ме разбираш, као, ама напаѓаат. Животно не те напаѓа ако не се почувствува загрозено. Крај на дискусијата 50 комада ги имам. Значи, можам да потврдам и написмено за ова. Исто тоа го мислам. И се знаеш, као, многу моменти се тоа мислам дека се сведува на таа неписменост, на таа немање желба за знаење, и генерално немање желба за живот, знаеш, се повеќе и повеќе преживуваат, а не живеат. Точно, и емпатија, што реков на пријеска, дека нема емпатија. Нема. И све е сведено на корист, да те заебат, да они да... Како да се пикне, ете тоа на политичко-партиски, како да се пикне, како да се упика, како да на полесен начин ги земе тие 30.000 без да мрдне со мал прст, знаеш, као, се супер, ама стварно му животот поише од одмор у Грчка. Не знам како ти кажам. Да, бека.
Абе, не знам да седнеш пред кооперација некоја, не знам, со луѓе, и јас сум седел. Многу ми било да направиш едно живе или не знам, моабет со тие луѓето таму, што се чисто многу поубаво сум си поминувала отколку на оние вечерите у воденици и тоа. Многу похумано, многу помеко. И сега да ги гледам таму која иде и сите така нафригани, се што дигнати носи, ние сме од големото добро утро, И денес сите се дружат со тебе само ако имаат корист. Нема ништо на брат, тоа е више. Да, се изгубија работите. Меѓутоа ние ги изгубивме, пак ја кажам. Ние сме виновниците позади тоа. Еве, убаво го рече на почетокот на разговорот. Зашо прекинавме комуникација и дружба? Мислам како секогаш ние може да имаме изговори за некои работи. В животот секогаш можеш да најдеш изговор зошто нешто правиш или зошто нешто не правиш. Меѓутоа, ако престанеш да наоѓаш изговори, ако почнеш да делуваш, ако почнеш да превземаш акција, наместо само празни зборови, верувај ми, значи животов ќе ти се промени. Комплетно ќе ти се промени. Се сведовме на празни ветувања, на празни разговори, на коментари на Facebook и на Instagram, на сеир, на дај Боже да му се случи, на драма. Нема драма, чекај, ќе има драма. После видео. Ќе има драма, да. Ајде да се вратиме. Устари, чекај уште едно нешто ќе те прашам. Пред некое време беше премногу заљубена на Инстаграм. Ето е точек. Ја гледам слика, мене не ми е јасно, викам, она ли е, не ли е? Човек, дали го хакирале профилот, што се дешава? Она ли е, немогуче да е? Јас знам ти дека не објавуваш такви работи. Да, најголема грешка што ја направи во мојот живот е што објави фотографија од мојот приватен живот и ви ветувам дека никогаш повеќе нема да го направам тоа. Омај тен беше. Едноставно, прво затоа што заборавив колку луѓето даваат премногу значај на такви работи, а се друго паѓа во вода. Па сакаат они приватност да гледаат, приватност, да, и тоа ми бе нешто на момент на среќа, кој што пробуваш да го, кој што сакаш да го споделиш и после викаш леле, што направив, разбираш го. Ама добро, нема везе, таа приказна заврши. Ама зема портали превзема све тоа, да, циркул. Драматурги убоја, мислам нема везе, окей. Тоа чекаат. Да, само тоа се чека и за тоа веќе нема такво нешто да се добие од мене. Коментирајте ми ги тетоважите, коментирајте ме дали сум бањата или не, нема проблем. Ама како друго што се, дали сум сама или не сум, апсолутно моја работа. Значи, со кого сум, моја работа. Знаеш, заборавив дека сум јавна личност, заборавив дека луѓе ме знаат, заборавив дека на луѓе, пошто многу се повлеков едно време, знаеш, сме го коментирале ова. И заборавив дека се уште се гладни за некаква сензација од моја страна. И сега јас таа сензација ќе ми ја дадам, ама во облик на ревија во февруари. Да малку го заборава тој мој приватен дел. Не, ама они тоа викам чекаат дека сакаат да видат што се дешава, да ти у интимата се. Ама добра, па и тие те натасна го да. Не моја кривица, јас си превземам одговорност за ова. Значи не може да објавиш фотографија од некој на социјални медиуми и да, не знам, знаеш што преш, не знам како да ти кажам. Или не знам као женскине ќе пратат као гола слика од нели? И сега као очекува дека нема да ја објави. Немој да очекуваш. Ја не ги разбирам тие препраќања полови органи на едни машки и женски свееш ме. Тоа уште ми е тоа феномен некој. Се повеќе остана, се повеќе се сведува се на оваа виртуелна комуникација, а се помалку на физичка комуникација. Да, затоа дај лекарско. Ама џабе и лекарското веројатно ќе ти го даде доктор кој што е со нека лажна диплома и што имам човек, ќе ми среди. И пак врти го сучи го не. Пак се враќаме на истото. Не, ова е свеста. Ова е веќе подигнување на свест. Секако политичка кампања го истера видеова, ама сериозно мислам, знаеш како не сакам да ги гледам веќе луѓе тажни. Ме боли, живеам во ова општество, создавам во ова општество, дел сум од ова општество. И многу ми е жал и неубаво кога ќе видам празни и тажни луѓе. Знаеш, како ми е гајле за Јапонија што се дешава, не сум во Јапонија. Мислам, тука, ова е мојот дом и сакам моите луѓе да бидат среќни. Тоа е тоа, толку. И јас ја сакам земјава. Јас ја сакам Македонија многу. Како не, јас ја сакам. Останав тука, знаеш. И можев да бидам кој знае каде со сите тие, нели, причи со се на куп. Јас одбрав да си бидам покрај семејството, покрај моите луѓе, да си создадам мој начин на живот овде, меѓутоа мора да си помогнеме. Нема да ни помогнат политичарите, ќе ни одмогнат. Не, тоа. Значи мора ние да си помогнеме. Имаше супер, нели беше ова Маратонов, што трча. И сега колку и да ве навреди некој од вас ова, јас ќе го кажам.
нели? Па најдете кој се најде, се најде. Имаше еден дечко, нема да го именувам за да му ја заштитам приватноста на Facebook, стави статус. Да сите се борите за здрав живот. Да бевте волку присутни на протестите, каде што протестиравме против загадување, немаше да бидеме во оваа ситуација. И сега тоа се тие приоритети кои што нас како општество ни недостасуваат. Знаеш, мора да ставаме парфема, не бањати сме. Така е некако. Се фаќаме за некои работи кои што за глупости, знаеш, ставаат хиалурони, а устата забити им се распаѓаат. Не одат на забар. И сега нели секогаш за исклучоци секогаш што вази позитивни исклучоци, меѓутоа масата веќе почна да оди во погрешен правец, можеби за тоа што нема водич како што треба, нели ние немаме политичар кој што би не водел во некој прав правец, да речеме, бар до сега се уште се нема покажано. Дај Боже сега да се Груевски беше така. Груевски отиде. И сите го бараат. Груевски, сега сите тие што викаат да си оди, сега викаат каде? Врати се шефе, се тие просимо. Знаеш, као немаме политичар, немаме кој да не води, а си пак сме маса. И како таква, знаеш, овците ако немаат овчар, ќе се раштркаат. Се раштркани. И се ние се раштркавме едноставно и немаме зашто да се фатиме, човече. Културата ни утепана, спортот ни утепан. Се фатиме за стап. Арно, ама окей, само дај да го исправиме више тој стап. И да застанеме цврсто некако на сето тоа. Пази сега гаф од ова све, ама нема везе. Сами тегнаш го кажи. Многу јако. Ама ќе ме сватите кога ќе ви кажам дека ви сакам да сте среќни. Као со цело срце сакам оваа моја земја да конечно како Македонија застане на нозе, да процвета, да имаме доволно финансии, за сите не можеме да бидеме совршени, негде се ќе потклекне, негде ќе потклекне, ама едноставно да имаме простор да се формираме конечно како држава, да не туку се правиме импровизации, нели? Кои сме, како сме, па менуваме име, па немаме, менете го колку сакате, Македонија сме. Значи, едноставно да се фатиме за развој на оваа земја, да не се држиме за тоа што било, да не се држиме за трагедии од минатото, него дај да пуштиме се, да си простиме и да продолжиме понатаму со нова енергија, со нови сили. И да бидеме луѓе пред се. Луѓе меѓу луѓето се. Баталете се луѓе од Facebook и од Instagram. Не гледате, не пратете, човече, најдете си живот. Надворот е Instagram и надворот е Facebook. Да, ја мислам дека тоа е све лаш, све што се пласира на Инстаграмов е апсолутно една голема лага, све е розево, све, а ништо уствари не е ни розево, ни така како што не знам што има вставено нешто у некој скинати тренерки на некој стори. Леле коментари од мои блиски. Дали си ти нормална, тргни го сторито како да ти ги видат тренерките? Па викам, па ги носам. Па шо да брам сега, викам, на мене со моментов, куќа сликав, мислам дека и си го ставив. Викам, па туку моментов сум скинати тренерки, као шо? Ама ти си Ивана Кнез, ама луѓе бе Ивана сум. Као окей, ама имам и, знаеш, као во рете ти нема да ме најдеш тие скинати тренерки низ Трговски да шетам, ама као дома сум. Па не го споделувај, па ти ќе ми кажеш дали го споделувам или не. Мислам као исто како жена ми, абе земе облечи се, направи нешто да личиш на човек. А ја со слика со картон, викам на шо, викам јас сум овој бе сега, не можам на состанок треба одидеш у, не знам, ја не поштам тоа као. Да, знам дека не пошташ, сме дебатирале на таа тема. Као што се осеќам убаво јас. Адам Сендлер иде на Оскар и шортс. Доктор, најака фаца што може да постои, доктор Адам Сендлер ми е дај. Е лажира сопствениот живот. Да, па. Е се лажира сам себе. Тоа ми, ама цар, немам зборови за кого го сакам човекот, кого го поштувам. Така да, види, право на избор имаме сите, нели демократија. Да, ебала не таа демократија. Ево јас да го додадам тоа, пошто мислам дека малце ни фали некој да не за уши. И не рече седи малце, преслушај се, шо преш. Премногу и демократија имаме. Демократија не е нарно, ете го тоа. Многу арно не е нарно, како вика. Значи нешто мора негде да се смени. Јас велам дека тоа сме ние. И се додека приоритет ни е маратонот, а не протест кој што се бори против загадување, ништо не правиме. Ништо не правиме, не знам како ти кажам. Се додека ти е приоритет да прегледаш која со кого била, која што направила. Која каков аутфит носела. Ништо не правиме. Ништо не правиме. Стварно мора да си ги смениме приоритетите, знаеш, као
И тоа да почнеме да им го наметнуваме на младите, бидејќи таму е еднината. Да, зашто да не отидат и они у Зашто погрешен отидоа правец. веќе. Значи они отидоа, ние мора да ги вратиме се, да им кажеме дека е окей да се заљубиш и дека он нема пари. Окей да го сакаш, ќе ги направи заедно со тебе. Заедно ќе ги направите реално. Значи окей да не знам, окей да се дотераш, окей да не се дотераш, окей да плачеш денеска, окей да си среќна. Да. Значи, знаеш као, Све е окей. се е окей, човече, полека малку, диши, живеј, вкусувај, нема да јадеш храна заради волумен, вкусија. Точно. Нема да љокаш заради количина. И не се споредувај со никој. И не се споредувај, ти си своја, ти си свој. Ти си, значи, исто и за машкиве, бе, падната ми само до вербата, знам зошто е тоа така, бе, човече. Мене ми е гајле да ти кажам, жене Добро, сум сега, па. ти више готов, И више заврши со тоа. Не, така мора е, да знаеш како да си помогнеме како луѓе, да си подадеме рака еден на друг, да престанеме да звоцаме по интернет, да престанеме да навредуваме по интернет. Да. Сите тие навреди се ваше огледало. Секој коментар навредив е твое огледало. Да. Кажуваш за себе, не за мене. Точно. Значи, знаеш, мораш да работиш малку сам на себе, мора, не знам, психолози постојат ментални техники, еве, ако ништо сите дремеме по интернет, изгуглај бе, изгуглај. Чат GPT нека ти каже, имам другар со Чат GPT, си го има крстено, не знам како му се, Джейсон ли појмене. Се избори. Да, во страната. И вика, он ми е ментална поддршка, викам, слушај, мора да си најдеме сите начин, не те осудувам, значи сите мора да си најдеме начин. Само си постават психолози, да, и тие се поадекватни од тоа. Апсолутно, да, апсолутно. Мислам, с крај да се лечиме со Чат GPT, нели? Ама ментална поддршка веќе на секој од нас му треба во време на преконзумеризам живееме, ништо не правиме. Ништо не правиме вака, знаеш? Многу беше полесно кога имаше само снежко као сладолед. Забегавме со укуси и со се, некако дајте луѓе малце да се вратиме на базата, на семејството, на љубовта, на вистината, на не знам, тоа што те прави среќен, никој од вас гарантирам не е среќен со клик на Инстаграм. Да, или што ако изедеш бубрези на ова, дека ќе бидеш посреќен, нема понесреќен ќе бидеш. Само влагаш во сопствена мизерија. Реално. Јас сега сакам да не те замарам со аутфитите, да си ги поздравам Джева Хирмол, не знам дали си бил у молот, сега снимав. Не сум сега со тебе, треба да го прошеташ, да видам како е. Бабилон кафе, седнавме убаво кафенце, мафенце, прават така да посетите ги. Алфи Техно Центар, не знам дали јадеш кебапи, пошташ кебапи? Зависи од ситуација. У Тетекс ги има најдобрите Тетекс. Ги знаеш, да. Ги знам како не ги знам, од моје време. Да, од твое време, најдобрите кебапи и они ми се спонзори. Браво. И Алфи Техно Центар и сам да ти подарам ова ти е новчаникот, такт. Македонски бренд исто како ти што... Ги знам, многу се кул, многу се кул. Чекај вака, многу се кул. Да, баш ка поддржувајте македонско, нели што зборев. Поддржувајте македонски Ова производ. може ќе ти се најде од Алфи Техно Центар. Thank you, baby. Мислам дека Ќе му најдеме. Ќе му најдеш решение. назашто некојата. Ќе продолжиме до дека да се паркираме, така може? Да, може, нема проблем. И Со нас секад има разговор. еве за вако за крај за прашање, пошто со оглед на тоа дека траеме 40 минути, интерес на времето и гледачите да не ги умреме. Да. Кажи ми за што мислиш за тоа, како е, што се оценуваат аутфитите кај нас као? Леле, не мислам, луѓе, дај прво, други пак ќе кажам, дај прво да си ги поправиме забите, после ставаме хелурон. Мислам као луѓе, дај да ги промениме вредностите кои што сакаме да ги видиме. Знаеш, пропагираме вредности, а тие вредности ни се што? Колку чини нешто? Да, колку чини човечката душа? Нема цена. Епа, и тоа ми е као многу јако што, не знам, ја го гледам тоа као флекс, као ај се ја ако имам нешто поскапо од тебе, као што сум ја? Зошто да давам на значај на такво нешто површно, мислам, као да, малце. Колку чини човечката душа? Еве сите вас ќе ве прашам, колку чини човечката душа? Одговорете у коментари. Пишете у коментари што мислите вие. Што им сакаме се најубаво. Им сакаме да ве видиме насмејани. Да, сакаме да ве видиме многу насмејани. Сакаме да ве видиме среќни. Сакаме да ве видиме позитивни. Така? Да, позитивни. Дефинитивно. Најдете она светлата точка у целиот мрак што го има. Да. Тоа е најбитно. Еве јас од мене една бацка најголема на цел свет. Јас сам да ти се заблагодарам што прифати да ми
гостуваш, да бидеш дел од каркастот. А ние ќе се видиме у Се видиме. наредна прилика. Сега ќе пиеме кафе. Да, сега ќе Ке си ги земаш сопругата и децата, пошто не ги знам, срам да ми е. Ама И- кај тебе таму лагано, така? Кај мене. Да, Кај мене на лагано тераса. со природа, Со се, со све. може. Мислам дека ова што ти го Договорен. дадов е гезве, така да. Може готово ќе ти се договорен. најде. Ќе ми дојдете на гости, Да. договорен. Фала ти уште еднаш, Thanks, фала ви на вас, не заборавајте да ставите лайк, шер, субскрајб, све што треба таму и се гледаме у наредна епизода. Чао, чао.